Дали може во вас да гледаме како на иден лидер на ВМРО-ДПМН или претендент на лидерската позиција на ВМРО-ДПМН, а нели во перспектива некоја и премиер на Македонија? Прво да ви кажам дека ВМРО-ДПМН нема лидер. ВМРО-ДПМН има председател. Терминолошки повторно укажувам на тоа да се достигне нивото на лидерство, значи да се достигне нивото на перцепција за иднината на државата. И тоа не за година-две и на партијата, туку перцепција за следниве 30 или 50 години каде каде ја гледате Македонија како држава, како европска стабилна држава. И како го гледате ВМРО-ДПМН во тој контекст како десна европска политичка партија. И од тука зборувам за председател на партијата затоа што сметам дека тој мандат треба да биде стриктно ограничен. Под одредени услови, стриктно ограничен. Кој на колку години може да се кандидира за председател на партијата, колку тој мандат може да трае најмногу, дали тој мора да биде кандидат и за премиер, или може некој друг од партијата да биде кандидат за премиер, колку мандати премиерски еден човек од партија може да добие, бидејќи се тоа елементи на демократија и на ставање во рамка на можностите да некој утре биде, ние гледаме што се случува кога човек ќе се заборави по 10-15 години на власт, не живее во реалноста веќе. Тоа е сериозен проблем. А нас ни треба реалност во гледањето на партијата. Така, нас ни треба реалност, придонесува и кон отвореност, треба секој да во партијата си ги гледа амбициите да може да достигне определено ниво со личен труд, партиски активизам, со креирање на политики, учество во креирање на политики во партијата и со капацитетите лични кои ги има. За тоа треба работа. Па, видите, целиот живот, господин Дерала, треба работа. И вие, веројатно, во животот многу сте се труделе да дојдете до некој ниво. На некои луѓе им е полесно бидат само лојални. Па, јас се согласувам со вас. Тоа е конформистичкото гледање. Јас не сум по природа конформиста, јас сум спремен за борење и за борба, нели? И бидејќи целиот живот е таков, и јас да одговорам конкретно на вашето прашање, да. Јас би се кандидирал во иднина и за председател на партијата и сето тоа што треба и за други функции во партијата, бидејќи сметам дека и со својот политички и професионален бекграунд и животно искуство можам тоа да го правам, но исклучиво во услови на демократизација на партијата. И морам да напоменам, бидејќи знам дека ова ќе го гледаат нашето интервју во Центарот за комуникации на ВМРО да вадат поенти од сето ова нешто и ќе купат како позитивно нешто, ќе ме критикуваат, нешто ќе се обидат да ме озборуваат меѓу членството, но за наша среќа денеска интернетот е пристапен за сите, така да секој кој има малку време и сенс може во живо да не слушне што сме кажале без секвенци. Борбата на моја во фракцијата, преку фракцијата, за демократизација на ВМРО-ДПМН, не е борба да Оливер биде по секоја цена председател. Да, можем да ги кажам амбициите, да, во кои услови, во демократски услови, каде што јас ќе можам да се обратам на нашето членство, нема да зависам од тоа дали 500 избрани делегати од Мицкоски ќе се охрабрат 30 од нив да ми дадат подпис за да може да се кандидирам на конгрес на кој однапред ќе знам дека ќе изгубам, нели? Туку на едни непосредни избори, каде што јас на секој член ќе му се обратам, во секој месен комитет ќе влезам, јас не сум непознат помеѓу членството, и каде што членовите кои на тајно гласање ќе може да изберат председател на партија. И моја задача како председател на партија би било само да го формирам извршниот комитет, бидејќи не е моја задача да формирам ниту централен комитет, ниту конгрес, си има посебни процедури, треба да има за тоа, и јас како председател на партијата треба свој отчет да поднесувам пред централниот комитет и пред конгресот. Затоа што тие луѓе може утре да побарат да ме разрешат. Блиско ли е тој ден? Јас искрено се надевам дека да, и тоа ќе зависи од многу други околности кои за жал не се во Македонија. Слаб е демократскиот капацитет во Македонија, а демократскиот капацитет најчесто зависи и од економската и екзистенцијалната состојба на луѓето. Тоа мора да го имаме предвид, сепак се тоа живи луѓе кои живеат од тоа и секој се бори за екзистенција.